одиме со една рекапитулација на сите оние информации кои што ги имаме до овој момент. Македонија е во шок по незапаметената трагедија во која што во пожар рано утре напад загина 59 лица, а над 150 се повредени. Кажа и колегата Александар Видиновски, во секој момент се очекува обраќање на премиерот Мицковски, ќе се вклучиме во живо, а дотогаш колешката Јана Јосиповска е внатре во владата. Јана, дали се веќе потврдени оние одлуки кои што беа ливерувани во текот на денот, сите оние најави од владата и за прогласување на ден на жалост и за некои мерки кои би биле преземени кон одредени институции и оние вонредни инспекции кои што беа најавени кон угостителските објекти? Да, Борче, владата на вонредна владина седница попладнево ги потврди сите овие одлуки, спомена и ти, во очекување на обраќањето од премиерот Мицковски до јавноста. Ке ги сублимирам сите оние поенти кои што стојат во владиното соопштение, а се разбира се одлуките на владата по повод огромната трагедија во дискотеката во Кочани, 7 дена жалост на цела територија на Македонија, вонредни инспекцијски надзори во сите угостителски објекти, исто така на целата територија на државата. Освен овие одлуки, од владата информираат дека донесен е заклучок за активирање на механизмот за барање на меѓународна помош. Од владата апелираат сите да се придржуваат до овие одлуки. Во спротивно велат, казните ќе бидат ригорозни. Најавија дека следниве денови во просториите на Министерството за надворешни работи ќе биде отворена книга на жалост во рамки на Министерството за огромната несреќа која што се случи. Исто така, на владината седница, она што споменав, е донесена одлука да се извршат вонредни инспекцијски надзори во сите кабареа, ноќни клубови и дискотеки, за да се утврди фактички државниот пазарен инспекторат е задолжен за ова, за да се утврди состојбата и за да се спречат војдни на вакви трагедии, како што посочија оттамо. Пораката од владата е дека никој не е над законот и секој инволвиран во оваа трагедија ќе одговара. Во моментов можам да забележам дека пополека се подготвува доаѓањето на премиерот Мицковски тука на владината говорница за да собрати на јавноста. Секако очекуваме повеќе информации тој да соопшти и во однос на одлуките на владата, секако и во однос на трагедијата. Исто така, во очекување можам дополнително да соопштам дека од владата апелираат во овие тешки, како што велат, и тажни моменти за целиот македонски народ, замолуваат да не се политизира случајот, за соодветно институциите, како што велат, да го расчистат. Исто така потенцираат дека владините институции се во постојана соработка и размена на информации и со Министерството за внатрешни работи, со цел, како што велат, да се расветли случајот и сите одговорни да бидат изнесени пред органите на правдата, а со тоа и соодветно да одговараат. Како што споменав, тука владиниот прес-центар е препон веќе со новинари, со медиумски екипи. Во секој момент очекуваме да се случи обраќањето. Тоа е се за сега што можам да го соопштам од тука. Ти благодарам, Јана. Во текот на денот постојано пристигнуваат трагични и шокантни информации. Јавните личности веќе се збогуваат со дел од членовите на бендот ДНК, вклучително и со еден од фронтмените Андреј. Повеќе информации од Маја Стојановска. Иако првично успел да го напушти објектот, Андреј Ѓоргиевски од дуото ДНК со тешки изгореници се вратил назад во обид да помогне и да спаси што е можно повеќе животи, но не успел. Тој на 43 годишна возраст трагично го загуби својот живот, а според информациите бил идентификуван од неговата сопруга по неговиот часовник. Сведоци раскажуваат како тој последен пат бил забележан како се враќа назад во дискотеката. Пријатели, колеги, роднини, познаници и фанови се простуваат со Андреј со познатата песна на ДНК, Ако утре ме нема.
Владимир Блажев, познат како Панчо, е хоспитализиран на одделот за пластична хирургија во клиничкиот центар во Скопје и е надвор од животна опасност, информира за Канал 5 неговата сестра. Има изгореници на лицето и на раката. Така. И дишал чак. Да, и нормално дишал чак. Сега не е во загрозувачко состојба. Па така рекоа дека не, сега моментално е на кислородна поддршка. Во трагедијата животот го загуби и Сара Пројковска, пратечки вокал на групата ДНК и магистар и вонредна професорка на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Меѓу жртвите во трагедијата и 23-годишниот музичар Ѓорги Ѓоргиев од Струмица, кој бил тапанар на групата, потоа клавиатуристот Филип Стевановски, инаку магистар по джез музика и директор на Центарот за култура Ацо Шопов во Штип, како и неговиот колега гитарист Александар Коларов. Меѓу загинатите во пожарот и фотографот Александар Ефремов, кој беше со Андреј Панчо на речиси сите настапи низ државата. А само неколку минути пред незапаметената трагедија, никој од присутните не можел да претпостави што ќе се случи следно. Од видеата споделени на социјалните мрежи се забележува како оганот вивнува во аголот на таванот на објектот над бината, кратко по пуштањето на прскалките и брзо се проширува. Го забележува и пејачот и на публиката и вели да излезат надвор. Овде започнуваат да се слушаат и паничните викотници од публиката, но и безуспешните обиди за гаснење на веќе проширениот пожар. Се случило за само 2 минути, сведочи млада девојка која била присутна во дискотеката. Вели не можевме да разбереме што се случува, а кога дојдовме при себе, се направи стампедо и не гледавме ни каде газиме. Гледавме само да се спасиме. Таа паника не се ни гледаше дали одеме еден врз друг, дали одеме, дали газеме, дали не газеме, само гледавме само да се спасеме. Сликата позади мене беше страшна, поради тоа што чадо не престана, врискањата не престана, колку можевме реанимиравме, колку можевме помагнавме, влечевме, ама тоа. И другари, и другарки, непознати, познати, се што можевме се, колку можевме толку. Пожарната и амбулантата дојдоа, ама не беше доволно заради тоа што имаше поише настрадани, од што имаше доволни дежурни екипи. Според директорката на општата болница во Кочани, повеќето починати настрадале токму во стампедото, кое настанало поради паничното бегање. Има повреди, за жал, дека повеќето беа од стампедо, особено по пациентите што се починати, почина од стампедото кое што е направено при паниката, што реално во тие услови најпрво панични напади почнале да излекуваат од влезот. Меѓу загинатите, како што објавија повеќе спортски портали, е и 25-годишниот Андреј Лазаров, играч од фудбалскиот тим Шкупи. Во моментот на трагедијата, во дискотеката имало 500 гости. Најголем дел од гостите загинале во стампедо. За трагедијата осомничени се 20 лица. Дискотеката немала легална лиценца. Со деталите од Кочани го вклучуваме во живо Михајло Видимлиски. Михајло, според информациите кои што ги добивме, има тензии пред болницата во Кочани. Пајде да чуеме што точно се случува таму. Така е, Борче, јас во овој момент се наоѓам овде пред градската болница во Кочани, каде што голем број на припадници на семејствата и нивни роднини на загинатите се собрани овде пред градската болница. Има и силно полициско обезбедување, напната атмосфера со оглед на тоа што роднините, семејствата бараа да ги подигнат телата на загинатите, но од болницата секако и од истражните органи е укажувано дека тие треба да бидат пренесени на обдукција во Скопје, потаму токму заради тоа блокиране самиот влез на болницата, како што кажав претходно, и силно полициско обезбедување има на влезот. Граѓаните се изреволтирани, се гневни на ова што се случи, што е разбирлив нивниот гнев по ова. 59 загинати е последната информација од Министерството за внатрешни работи, 155 се повредени и се наоѓаат во болниците
во Штип и во Скопје, некои се веќе принесуваат на лекување надвор од земјава. Тука уште во текот на целиот ден голем број на граѓани, претежно семејства се присутни овде, доколку имаме подготвено атмосферата од пред околу половина час што се случуваше овде, да јас видим и во продолжение. Не ги даваме. Се знаеме само да разговараме. Аме што ќе разговарате? Со кој? Со нас треба да разговарате. Со кој ќе разговарате? Не ги даваме деца, не ги даваме. 15 сата. Не може да ги Ти знаеш колку време стоја тука испакал. Вас ве чекаме цел ден, вие давате наредбата, од вас е наредбата. Не може да слушаме. Не може. Тука пред нас ќе да каже. Да си ги земе дете, се знаеме какво е. Така, тоа беше дел од она што се случува овде пред болницата во Кочан и се уште има голем број на присутни луѓе, роднини, пријатели, семејства на загинатите. Ние остануваме секако тука. Претходно во текот на денот неколку пати министерот за внатрешни работи Тошковски одржуваше пресконференции на кои што соопштуваше околу она што се презема во однос на утврдување на она што синоќа, поточно во раните утрински часови, како дошло до пожарот во дискотеката Пулс, во која загинаа 59 лица. Од она што го соопшти министерот е дека досега осумничени за пожарот се над 20 лица. Сите се обезбедени, дел од осумничените се и во болница, но оние кои што се директно поврзани со пожарот веќе се спроведени во полициска станица каде што се испрашуваат. Исто така приведени има во полициска станица меѓу приведените и поранешниот државен секретар во Министерството за економија, раководител на сектор, поранешен директор на дирекцијата за заштита и спасување. Во однос на лиценцата пак на клубот, министерот Тошковски посочи дека дискотеката работела без легална лиценца. Во продолжение дел од изјавата на Тошковски. Има осомничено повеќе од 20 на лица. Околу 15 лица се во полициска станица. Дел од осомничените за предизвикување на овој кривично правен настан се починати, согласно сомненијата кои што ги имаме досега од аспект на осомничени. Дел се во болница. 4 лица имаме моментално обезбедени во болница. 2 члена на бендот, син на собственик на дискотека и управител на правното лице кое што ја менаџирало дискотеката. Дел од приведените лица кои што моментално се во полициска станица се луѓе кои имаат директна вина во врска со овој кривично правен настан, согласно доказите кои што ги имаме досега собрани. Односно, приведено едно лице кое што е организатор на настанот и за кое што имаме сомнение дека е еден од оние кои што имаат директна вина во рамки на сторување на конкретни кривични дела поврзани со овој настан. Исто така, приведени се поранешен државен секретар на Министерство за економија, поранешен, мислам дека и сегашен раководител на еден сектор во рамки на Министерството за економија. Имаме приведено поранешен директор на дирекција за заштита и спасување и тројца вработени во рамки на дирекцијата. Станува збор за нелегални лиценци кои што се издадени 2024 година, овде ги имам 2. Тие се доказ во постапка, не можам да ги споделам сега, не дека не сакам. Станува збор за лиценци кои што се нелегални, невистинити, фалсификувани, како сакате кажете ги, кои што се добивани, предпоставката е постојат основи на сомнение на коруптивен начин.
Михајло, во Кочани веќе е оформен оној кризен штаб од каде што се заседава околу оваа трагедија. Од јавното обвинителство најавија пресконференција. Дали имаш најави кога ќе се случи таа и околу сите оние осомничени кои што се опатени во истрагата? Кажа и министерот Тошковски дека околу 20 лица се осомничени. Дел од нив се во полиција на распит. По дел од нив била распишена и потерница. Дали може да ги заклучиме овие сомнежи дека сите кои што се осомничени се веќе обезбедени? Така е, Борче, според последната изјава што имавме од министерот Тошковски, откако тој претходно кажа дека биле распишани 4 потерници, сепак на последната конференција кажа дека сите лица се обезбедени, вклучително и собственикот на дискотеката, така да нема во овој момент лица кои што се осомничени за овој настан, а се во бегство. Обвинителството, спомена и ти, веќе се работи уште од утринава. 6 мина обвинители од Кочанското, Штипското и Скопското обвинителство се ангажирани за негде околу 19 часот. Најавија нова изјава околу тоа што е преземено од страна на јавното обвинителство за расветлување на овој случај. Михајло, видим Лиски во живо од Кочани околу ситуацијата што се случува таму и конкретно пред болницата и сите оние тензии кои што беа од страна на роднините и родителите на настраданите во несреќата. Околу 20 на најтешко повредени ќе одат на лекување во неколку европски земји. Потврда за ова стигна од Софија, од Солун и од Белград. Колегата Дејан Трајковски е пред ургентниот центар во Скопје и ги следи информациите со повредените. Па Дејан, да чуеме каква е нивната состојба и дали авиони од соседните земји, како што беше најавено, веќе пристигнаа во земјава за да ги преземат оние најтешко повредени, или пак сепак транспортот се врши на некој поинаков начин? Борче, токму пред малку заврши прес конференцијата која што имаше министерот за здравство Армен Таравари, па ни ги кажа и последните детали кои што ги има. Околу 20 пациенти се критични, на клиниките кај нас се лекуваат околу 115, повеќето од нив кои што се во критична состојба се испратени надвор од државата. За тие кои што се тука вели дека има во тешка состојба, но се под контрола, но сепак не сакаше да избрзува со заклучоци, кажа дека ќе им се следи состојбата во текот на ноќта, што се однесува до транспортите на пациенти од тука, од Скопје кон соседните држави генерално. Тројца кои што се во најкритична состојба се испратени во Софија, во клиниката Папа Николау. 8 се однесени во Бугарија со авионот кој што го испратија, односно воениот авион кој што пристигна во Скопје, и тие се веќе таму стигнати, а и 6 возила кои што дојдоа од Бугарија на медицинска помош веќе ги однеле и останатите 6 пациенти кои што таму требаше се пренесат, и тие се во Пловдив и во Варна. Што се однесува до Србија, како што кажа Таравари пред малку, околу 15 лица таму ќе бидат хоспитализирани, некои ќе бидат пренесени со авиони. Во Турција исто така се очекува да има околу 9 пациенти кои што ќе бидат пренесени исто така со авион, кој што најави Таравари, тој би требало да стигне околу 19 часот. Бројката која на пациенти кои што ќе бидат надвор од државава е 47. Што се однесува за состојбата и во останатите клиники тука во земјава, во градската болница има околу 20 на хоспитализирани, меѓу нив имало и еден покритичен, но Таравари кажа дека во моментов сега состојбата не е таква. Од таму исто така 20 пациенти ќе одат кон Ниш, еден е веќе испратен со оние 8 на кои што беа упатени кон Софија со авионот. Тука предлагам да ја слушнеме и изјавата од градската болница. Првата тура се 20 пациенти кои што беа зависни од респираторна поддршка, значи беа на апарати, значи оние со авионски превоз се транспортирани во Софија, во Пирогов болницата, каде што имаат специјализиран оддел за третман на изгореници, и тоа поекстензивни изгореници. Втората група на пациенти кои што сега пред малку ја напуштија болницата е во договор со владата на Србија, значи се транспортирани едниот пациент во Ниш, во војната болница во Ниш, а пациентката ќе се транспортира по претходен договор во војната болница во Белград. Кога
состојба со останатите пациенти? Сега за сега се стабилни, значи имаме во моментот уште еден пациент кој што е на респиратор, кој што исто така го спремаме за транспорт најверојатно во Турција, и уште еден пациент заедно со него, кој што не е на респиратор, ама постои голема веројатност дека ќе има потреба од респираторна поддршка. Така, Борче, и целта е и да се ослободи и капацитетот тука на клиниката и останатите капацитети во Скопје, бидејќи се испраќаат од време на време и пациенти од Штипи, од Кочани, на кои што им влошува состојбата. Инаку, само за крај, побројните шпекулации, сепак на крајот се потврди на најлоша вест. Во пожарот во Кочани загина и пејачот Андреј Ѓоргиевски од групата ДНК, како и уште тројца члена од бендот, што се однесува до Владимир Блажев, односно познат во јавноста како Панчо. Тој е со изгореници и до пред неколку часа имаше потреба од кислородна поддршка, но од тогаш немаме дополнителни информации околу тоа. Борче? Дејан Трајковски со сите информации околу повредените и оние најтешко повредени кои што ќе бидат испратени на лекување во соседните земји и во Турција. Ти благодарам. И во овој момент уште еднаш потсетување дека во секој момент очекуваме директно вклучување од владата, каде што обраќање треба да има премиерот Христијан Мицкоски. Да се сплотиме во болката, свесни дека смртта и болеста не допираат сите, порача доцна попладнево председателката Силјановска Давков. Водени од хуманоста и емпатијата, да се сплотиме во болката, свесни дека смртта и болеста подеднакво не допираат сите, без оглед на било каква припадност. Не е време за делби и конфронтации, особено кога се во прашање млади луѓе, чиј живот за миг згасна заради самоволие, импровизација и манипулација. Без стандарди и правила не смее да функционира ниту една дејност и активност. Ниту еден одговорен овој пат не смее да ги избегне правото, правдата и казната. Пресконференција доцна попладнево одржа и од СДСМ. Од режија ми јавуваат дека веќе во владата се подготвуваат за пресконференција. Обраќање треба да има премиерот Христијан Мицкоски. Се очекува премиерот да ги соопшти сите оние одлуки што биле донесени на вонредната седница на владата, која што се одржа попладнево, а што се однесува на трагедијата. Да го чуеме Мицкоски. Но ова денес е убедливо најтешкиот ден од мојот живот. Ми се кине срцето и немам сила да говорам денес. Скршен сум и мојот дух е срозен. Во својот живот и во својата кариера сум се одлучил да делувам принципиелно, одговорно, честно и отворено. Без разлика на ризиците и без разлика на последиците кои тие ризици можат да ги донесат по мојот животен пат. Влегов во политиката да променам нешто. Најдов на систем длабоко корумпиран кој е создаван и негуван со децении, чиј дел се лица од сите партии, од секакви профили. Тој систем, ако не се сруши, оваа држава нема никогаш да ја биде. И тој систем не може да се сруши лесно и брзо, затоа што е граден со децении, не со месеци и години. Јас чувствувам длабока огорченост, длабока одговорност за што се случувало сите изминати децении. Како и тоа што го видов досега и што не довело до вака тешка ситуација на државата. Државата во која сме сите. И ова чувство е сега дотолку подлабоко,
што ова се случи токму сега после нецели 9 месеци откако беше избрана оваа влада која што ја предводам јас. Во нашата држава се случувале негирање и проблеми со државноста, суштествени проблеми за опстанокот на нацијата и државата. Имавме и воена криза, вооружен конфликт, се случил пат на авион, потонување на брод, пат на хеликоптер, масакар на невини луѓе, деца кај Смилковско, се случувал тероризам како диво населе, имало обиди за дестабилизација, имало свесни подметнувања и сценарии. Имало и големи и помали несреќи. Секоја со своја тежина и со свој интензитет на трагичност во себе. Но ова е кулминација на еден лош, забревтан систем, кој ги јаде нашите надежи, а покрај надежите и нашите соништа. Или ќе го победиме ние него, или тој ќе оставиме да не победи нас. Победа на тој систем е можна само со одважност, доблест и принципи во кои веруваме, никако поинаку. Не можеш да го излажеш тој систем. Затоа што се храни од лагата и така станува посилен. Систем во кој погрешни луѓе носеле погрешни одлуки. Да знаете, само со одважност, доблест и личен пример, со лична жртва, може да се избориме и да го победиме тоа зло. Тоа зло на корупција и злоупотреби на институциите, приватизирање на државата и уништување на се што е правично и нормално. Зло во кое сите работели и соработувале меѓу себе на штета на сиот нормален свет. Оваа трагедија е потсетник колку животот е кревок и колку малку е потребно за една обична ноќ да се претвори во незамислива загуба. Веднаш беа превземени првите чекори за справување со последиците, а во моментов ги имаме информациите дека објектот каде што се случи несреќата има фалсификувана лиценца која е издадена во март 2024 година за мито. Тој е документ за работа на КБР, кој е издаден нелегално со оригинален печат на Министерството за економија и подпис на тогашните официјални лица на истото тоа министерство. Има тука многу прашања кои истрагата доправа ќе ги одговори. Од тука во сето ова што ни се случува и ни се случи, најпрво мора да има кривична одговорност за сите до еден инволвирани. Без разлика кој од која институција е, на кое ниво, од која партија, од која професија и така натаму до последниот. Очекувајте, кога станува збор за одговорност, дека нема да има милост. Ке мора да има одговорност со име и презиме. Во хируршки прецизна акција на институциите, без милост. И второ еднакво важно, потребна е демонстрација на морална одговорност. И многумина ми велат, знае народот дека владата нема вина во ова. Дека е нова влада која влезе во коштец со проблемите таложени со децении и систем на корупција кој е создаван со децении во држава. Но јас ви велам, без разлика на тоа, ние мора да бидеме пример кој ќе има значење и вредност и мора да има морална одговорност. Јас по ова прашање немам дилеми, ниту пак ќе калкулирам. На мене не ми е потребна власт по секоја цена. Но јас сум тука да се борам и да демонстрирам со личен пример како сметам дека треба понатаму и што доколку се откажеме. Тогаш ќе дозволиме ли да победи корумпираниот систем? Секако дека нема. Последните денови ќе превземеме низа на мерки и активности и одлуки кои ќе значат многу во борбата за оваа земја
и во име на сите жртви на оваа трагедија и на нивните семејства. Тоа ви го должам вам, го должам и на семејствата на загинатите, и на медиумите, и на секој еден човек во Македонија. Денес, најважно е да изразиме сочувство кон семејствата, да се молиме за семејствата на загинатите и повредените и за народот на Македонија. Да повикаме на заедништво и сплотеност и да се насочиме кон фактите и се она кое е важно за почеток на едно големо ресетирање на системот. Систем кој не вовлекува сите и сака да не проголта. Мора да демонстрираме ние како политичари нешто различно, нешто цврсто и принципиелно, кое ќе може да го совлада овој систем која проголтува нашата држава и е главна пречка и главна закана и опасност за тоа дали оваа земја ќе преживее или не. Или ќе не биде овој пат, или како држава ќе престанеме да постоиме. Овој пат нема да има повлекување. Ги слушнав пораките од опозицијата. Не сакам да се политизира овој настан во смисла на тоа дека некој се обидува да набеди друга партија за одговорност. Ова не е меѓупартиска битка помеѓу ВМРО, ДПМН, СДСМ, туку ова е битка на честните против нечестните и корумпирани од сите партии и сите институции. Ова го зборувам за сите честни луѓе во Македонија. И во ВМРО, ДПМН, и во СДСМ, и во Вреди, и во Демократската унија за интеграција, и во сите други партии, кои искрено сакаат државата да има ред и поредок. Без разлика на идеолошките разлики, мора да се стави крај на корупцијата и да се строзат корумпираните и раскалашени луѓе кои ги злоупотребуваат институциите, исто како што тие го строзија и прегазија ова што денеска го гледавме. А тоа се нашите души. Ова е борба против чудовиште која ја проголтува еднината на земјата и зема со себе жртви, и ги зема најмилите. И победата врз него е наша врска. Ако има одговорност при непостапување во минатиот период, ќе се превземат соодветни чекори. Ќе се разгледаат и испитаат од страна на институциите сите аспекти и сите проблеми кои доведоа до оваа трагедија без скрупули кон никого. Ќе се испитаат аспектите на контрола и се она која јавноста оправдано го детектира како проблем и предизвик на општеството. Затоа велам, јас сум одлучен и ќе постапувам одлучно. Ќе има решителни чекори и одлуки. Има чекори на кои јавноста не е навикната, но промените почнуваат од нас самите. Сакам да искажам една голема благодарност до докторите и целиот медицински персонал во земјава, кој несебично се вклучи во укажување на помош на настраданите, како и благодарност за сите наши пријатели и соседни држави, кои се ставија на располагање. Јас сум денеска скршен, нема човек во Македонија кој не е скршен и со уништен дух после ова денес. Немам зборови што да кажам за да ублажам тагата и болката кај семејствата и кај сите граѓани. Затоа што тоа е и моја болка. Бог да биде на помош на семејствата на починатите и повредените и на сите граѓани. Да ни дава на сите утеха и смирение во деновите пред нас. Да ја чува Македонија. Македонија мора да е посилна од корумпираниот систем. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Зоран Јовановски, 360 степени. Господин Мицковски, со сите огради дека во моментов трае предистрага, дали може да ги кажете повеќе информации за тоа, за каква форма на лиценца станува збор? Вие спомнавте фалсификувана, министерот за внатрешни работи кажа нелегална лиценца, па ако можем некои информации повеќе околу тоа да ни кажете.
Со сиот ризик дека може да влијам на истрагата, еве вака изгледа таа лиценца. Издадена на 13 март 2024 година. Подпишана од тогашниот државен секретар. Но истата лиценца изгледа и вака. Само разликата е што последните два броја, кои што во првиот случај се 51, во вториот се 15, под истиот архивски број. А замислете, таму е заведен документ дека е комуникација со странски инвеститор. А собственикот на локалот ги има овие документи. Моето прашање во насока дали се работи за лиценца за кабаре? За кабаре. Така е? Да. И дали, независно од тоа што била нелегална, нејзината важност и во нелегална форма е истечена 2 дена пред да се случи пожарот во дискотеката. Тоа значи дека вчера веќе била истечена. Зависи кога влегува во сила, но архивскиот број е од 13.3.2024, што значи дека веќе на 13, односно 14.3.2025 таа била истечена. 2 дена. Да. Така, да. Тогаш, дали ќе го разрешите директорот на Државниот пазарен инспекторат, кој што би требало да го проверува сето ова, зашто претходно ве прашувам? По која логика да го разрешиме директорот на државниот, прочитајте убаво, по која е логиката, по кој член од законот? Има тој одговорност. Што не, кажавте... тие што ви пишуваат, прочитајте што ви пишуваат, по кој член од законот? Ги читам надлежностите. Да. А претходно од страна на владин представник беше кажано дека од утре почнува поширока акција, да, во која Државниот пазарен инспекторат ќе ги проверува сите лиценци на ноќните локали. Да. Па дали по таа логика би требало веќе од овие 2 дена некој да проверел дали е истечена лиценцата и на оваа дискотека и дали за тоа некој ќе понесе одговорност? Прво, овој документ е фалсификат. Лиценца нема. Правен документ, објектот нема од пред повеќе од 1 година. Овој документ е фалсификат. Дали пазарниот инспекторат требало вчера да излезе токму во оваа дискотека, тоа не го пишува никаде во законот, ниту пак во надлежностите на Државниот пазарен инспекторат. Последен пат таму државен пазарен инспектор се појавил во 2022 година. Зошто не констатирал тогаш пропусти и недостатоци за кои што денеска јавноста виде дека постои и во самата градба и во самата архитектура на објектот, тоа е веќе друго прашање и за тоа ќе следи дополнителна одговорност и истрага. За овие 2 дена кај што нема контрола нема да побарате одговорност. Тоа може Државниот пазарен инспекторат не е надлежен секој ден во 365 дена од годината. Не постои таков документ, не постои таква одредба, нити во било кој закон дека тој мора секој ден 365 дена да ги контролира објектите. Тие се контролираат по пријава и никаде не пишува. Господин Мисковски, вие велите тука дека била истечена лиценцата. Ако била истечена лиценцата цела година, зашто полицијата кога била да го проверува тоа не го затворила објектот? Година дена Панчо Тошковски е министер од јануари или февруари, мислам 24-та, така беше. Зашто полицијата не го затворила? Тоа е првото прашање. Второ прашање, за да има пиротехнички материјали, мора да има дозвола, сертификат од комисија во МВР, треба да полага за да го добие тој сертификат. И собственикот и тие кои што внатре се вработени, кои што управуваат со дискотека, го нема тој сертификат. Вчера дополнително имало полиција внатре. Полицијата ги затворила вратите додека се правела рацијата. Мене не би јасно како тоа постапила полицијата, ги затворила вратите внатре, а не ја затворила дискотеката или не ја прекинала забавата да ги и да ја испразни дискотеката. Ќе ви одговорам на извинете, прашања. Четврто прашање имам уште едно, ќе го памтите. За работа после 1 часот на полноќ. Согласност дава општината. Ова се случило вчера во 2:30 после полноќ. Од градоначалникот одговорност нега да ќе побарате, со оглед на тоа што оваа дискотека нема ни дозвола за реновирање, а цело лето реновирале. Еве ќе ви одговорам на сите ваши прашања. Прво, не е точно дека полицијата ги затворила вратите. Шпекулирате, не ја говорите вистината. Снимка. Второ, полицијата не била таму да контролира дали има важечка лиценца или не, туку
се вршила проверка, бидејќи постоеле информации и основано сомневање дека се тргува со недозволени субстанции и дека во местото има малолетници. Полицијата доаѓа 5 минути пред да се случи, за жал, овој настан. И во тој момент група полицајци е со лице за кое што постои основано сомневање дека врши недозволено тргување со недозволени материјали, а додека полицајецот, кој што за жал е починат, врши легитимирање на гостите и констатира дали се тие малолетници или не се малолетници. Тоа е прво. Второ, објектот е кабаре. Според закон за угостителство, кабарето не е надлежност на градоначалникот, туку на Министерството за економија, има работно време од 22 до 04 часот. До 04. Прочитајте го законот. Па не сте го прочитале добро. Што се однесува до сето останато, министерот Тошковски кажа и за распреснувачките материјали, и за сето останато, апсолутно ви кажа и ве молам да се држиме до официјалните информации, без да шириме конструкции и шпекулации во јавноста. Благодарам. Повелете, ако има други прашања. Ама сега да не правиме естрада, покажете почитување кој жртвите денеска, ви одговорив на 4 прашања, еве нека постават другите. Се случи трагедијата во модуларната болница, побаравте оставка од владата. Рековте дека чувствувате чувство на гадење затоа што не поднеле оставка. Ќе го направите ли сега истото? Не, прво ќе ги поразнам сите овие кои што го доведе овој систем да биде корумпиран и затоа што се случи и тоа во модуларната болница, и затоа што се случи и Стабри, затоа што се случи и сето на кој што се случуваше, и нивните слуги и лакеи, а потоа ќе излеземе на избори пред граѓаните и тие се најголемата морална потврда за кредибилитетот на еден политичар. А зашто денеска ви излеговте во Кочани пред граѓаните? Бев јас од 6 часот наутро во Кочани цел ден. Бев во просториите на полициската станица во Кочани. Повелете. Може праше. Длабоко сочисто да изразам во моје име и во името на сите колеги и на граѓаните. Дали мислите, господине премиер, дека се потребни и вонредни мерки, вонредна состојба за да бидете поефикасни во овој процес? Да не ја споменувам Сабља сега. Второ, дали ќе побарате или веќе побаравте странска помош, не само во истрагата, туку и во борбата против нечестните, што ги кажавте, како што ги кажавте и корумпираните, затоа што и самите рековте дека 30 и нешто години сами не бива за ништо. И трето прашање, се надам дека овој процес што сега го започнувате ќе заврши успешно. Дали откако ќе заврши тој процес, се надевам успешно, размислувате да активирате таа морална димензија што ја споменавте на почетокот во вид на оставка. Благодарам. Ви благодарам на прашањето. Моралната димензија кај мене како човек секогаш постои. И тука немам никаква дилема. Нити вие треба да имате дилема. 8 месеци, не цели 9 месеци, работам онолку колку што можам за да го поразам овој корумпиран систем. И тука немам никаква дилема. Дали треба да чувствува човек морална одговорност? Да, сите ние треба да чувствуваме морална одговорност. Дали само јас треба да чувствувам? Ако е тоа потребно, еве и тоа го прифаќам, целата морална одговорност на мене нека биде. Но прво ќе го поразам овој систем, односно ќе биде како што треба, односно сето ова кое што денеска го започнуваме ќе вроди со плод, а потоа нема поголем суд од судот на народот на избори, кој што треба да каже дали и кој треба да понесе морална одговорност. А јас ќе сторам се што е во моја моќ како прв човек на владата, најпрвен цела оваа криминална политичка булумента кој што не уништуваше целиот овој период и нивните лакеи да ги поразам, па дури потоа може да разговараме за све друго. Поврзано со меѓународната помош, до сега добиваме меѓународна помош во делот на згрижување на дел од повредените, околу 47 се пренесени во соседна Бугарија, Грција, Србија. Имаме понуда повторно за Турција, исто така голема благодарност до нив. Дел од нив пратија и авиони. Дел од овие држави испратија порака дека ги прошируваат своите сместувачки капацитети, подготвени се да примат. Хрватска се понуди, Австрија се понуди, Холандија и така натаму. И така натаму разговорав речиси со сите европски политичари денеска. Во овој момент им честитам на институциите кои што брзо реагира, за неколку часа се мобилизиравме, за неколку часа
Издравствените работници, и Министерството за внатрешни работи, и обвинителите излегува на увид и се работи. Сите останати органи, не сакам сега да некој го заборам, буквално институциите од рано наутро покажа голема одговорност и екстремно ниво на мобилизација. Сега за сега не планираме воредна состојба и не планираме да вклучуваме меѓународни експерти во делот на истрагата, можеме самите тоа да го завршиме. Во изминатиот период бевте во своевиден конфликт со јавното обвинителство. Денеска видовме и нивна реакција на терен. Верувате ли дека вакво јавно обвинителство може овој процес да го доведе до крај, онака како што вие кажавте на оваа пресконференција, да има реална одговорност за оние кои се реално одговорни за она што се случило? Нема да ги коментирам одлуките и на обвинителите, но и подоцна на судиите, но мислам дека јавноста многу внимателно и одблиску ќе го следи развојот на настаните и овој случај. Веќе повеќе од 20 на луѓе се приведени или изведени пред обвинител на распит. Ке излезат уште многу други работи кои што се навистина катастрофални и алармантни. Тоа што некој за пари фалсификувал лиценција е најмалиот проблем. Јас би го поделил во два дела. Првиот дел е како воопшто добиле лиценца од 2014 година па нааму. Па таа се пренесувало од едно на друго на трето име. А потоа, зашто е фалсификувана оваа лиценца, па е препокривана со оваа и двете се лажни. Тоа се веќе втор проблем, системски проблем и системски грешки. И тоа ќе го покаже истрагата. А јас ветувам дека се додека сум овдека и се додека функционирам, ќе сторам се што е во моја моќ тоа да биде час поскоро. И оние кои што се виновни да бидат изведени пред лицето на правдата. И не верувам дека ова е единствен случај. Ако мислите дека ова е единствен случај, се лажете. Не. Ова е само потврда дека вакви има стотици, да не речем милијадници случаи, кои што на ваков начин плодо уживаат од овој корумпиран систем, кој што мора да го поразиме како влада. Спомнавте за фалсификуваната лиценца. Имате ли сознание кој ја издал таа фалсификувана лиценца? Имам, да. Дали е Министерството за економија? Да, Министерството за економија. Подпиша најтогашниот државен секретар Размено Чекич Дурович. Да. Со цел ризик дека се тоа може да предизвика процедурални пропусти, но во интерес на јавноста јас сум тука да ги соопштам и овие детали доколку ме прашувате. Премиер, на кратко, бидејќи нели доаѓа сега и летна сезона каде што се повеќе ќе бидат активни во овие кабареа, кафичи и така натаму. Дали освари на што прво ви оди во памет, што треба да се направи кон сите тие објекти за да не може да се повторуваат се тоа? Од утре почнува голема акција, робусна акција во насока на проверка на сите документи, сите лиценци, сите дозволи за градба, сите дозволи за употреба, сите дозволи за работа на нови објекти. И јас сум убеден дека ќе најдеме стотици, да не речем десетици. Милиметар да недостасува, ќе бидат затворени. И тука нема да има милост кон никого. Не сезона, свети сезона некај. Инаку овој објект е согласно законот за легализирање тогаш прошируван и легализирани се дополнителни 50-100 квадрати. Дали имате други прашања? Сега најавувате робусна акција за објектите угостителски низ цела Македонија. Прашањето е зошто до сега немало оваква акција, каква што најавувате сега? 9 месеци, како што сам кажавте, сте влада, 9 месеци имате институции, 4 години имате локална власт, зошто до сега немало оваква робусна акција? Еве ќе ви кажам. И не ви одговоривте претходно, извинете, за пиротехниката и за сертификатот. Не ви одговорив. Се повикав на одговорот на министерот Тошковски, он многу правилно ви одговори, не треба да се повторувам. Поврзано со акцијата. Изминативе 8 месеци имавме акција против криминалците кои што не труеа сите
и продава мазут низ државава и на грбот на граѓаните печалеа милиони. Изминативе месеци имавме робусна акција против оние кои што со игри на среќа создаваа милиони, милиарди на грбот на граѓаните, па сега се бегалци. Изминативе месеци се пресметувавме со така наречената енергетска мафија, која што ги празнеше државните ресурси и уништуваше. Апсевме корумпирани врховни судии и така натаму и така натаму. Во чело го удревме системот и ќе продолжиме да се бориме со овој корумпиран систем. Ке бидете тука, ке гледате. Ке закопаме секаде. Нема да има никој да биде спасен, нити амнестиран. Дали имате дополнителни прашања? Ви благодарам. Така, тоа беше пресконференцијата од владата на премиерот Христијан Мицкоски. Како што кажав претходно, пресконференција досна попладнево одржа и во СДСМ. Во продолжение ја гледам изјавата на потпредседателката Ана Чупеска. Бидејќи никој досега не ги постави клучните прашања во врска со овој трагичен настан, денеска ние затоа сме на прес да ги поставиме тие прашања. Најпрво би сакале да запрашаме. Министре Тошковски, нели е срамно да не поднесете одговорност и оставка вие и сите во институциите во услови кога цела година оваа дискотека работи без лиценца? Чија е одговорноста ако не е ваша, вие тоа да го проверите? Чија е одговорноста ако не е ваша и на сите инспектори кои ги водите, да се побара одговорност и да се провери цела година дали има неправилности во работењето? Понатаму, ве молиме, одговорете и на јавноста. Како тоа полицијата била таму, како што и самиот го кажавте истово, и при тоа не ја затворила дискотеката, која очигледно работела надвор од сите пропишани стандарди и процедури? Како може дискотека која никогаш порано, па дури и со старите лиценци, не смее да работи после 1 часот, сепак оваа кобна ноќ да работи до 3 часот наутро? А во каква состојба и со какви стандарди се градени македонските објекти во однос на превенцијата од пожари, за Канал 5 зборуваше деканот на Градежниот факултет Горан Марковски. Точно се дефинирани со правилници, прописите, правилата кои што треба да се почитуваат од аспект на противпожарна заштита на вакви и сите други објекти. Меѓутоа, верувајте, ако сето тоа се применува во пракса, моја проценка е дека можеби 70% од објектите ќе мораме да ги затвориме, ќе мора да се затворат, што во секој случај е многу по-безболно решение отколку да ризиците што со себе ги носат ваквите објекти бидат на толку високо ниво. Кои се можат да бидат причините за вака голем број загинати млади животи, згаснати? Прво, ајде да тргнам од намената на објектот и материјалите кои што се применуваат во објектот. Второ, видовме, за тоа веројатно и веќе точно утврдено врз база на снимките кои што се шират по социјалните мрежи, дека причина за појава на огнот се тие пиротехнички средства. Некој веројатно треба да се сети дека такво нешто во така релативно низок простор и затворен не е уместно да се употребува, дека со себе носи ризик. И сега да не набројувам други работи. Она што е исто битно за вакви масовни собирања е бројот на луѓе, дали е тој соодветен на капацитетот на просторот. Се спомнува некоја бројка од 1500, дали е тоа точна или не знам, меѓутоа тоа е битен елемент кој што делува врз безбедноста, односно можноста за евакуација, број и големина на отвори за евакуација, тоа е исто од исклучително значење во вакви случаи, и нормално запаливоста на материјалите. Многу се строги критериумите кога се зборува за запаливост на материјали кои што се користат не само во вакви објекти јавни, односно
угостителски, туку и во стамбени, и во гаражи. Во однос на реакциите од регионот и светот околу трагедијата, папата Франсиск е последен во низата светски лидери кои упатија сочувство за оваа трагедија. Согласија и фон дер Лајен и Зеленски и речиси сите лидери и политичари од регионот. Игор Манасиевски. Сочувство за големата трагедија во Кочани изразија сите лидери од Европа и регионот. Европа тагува со вас на овој трагичен ден. Пристигнаа изрази на жалење од сите представници на Европската Унија. На своите профили со неизмерна тага постови објавија председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која напиша и дека жали за трагичната загуба на животи во Кочани. Сочувство изразија и председателот на Европскиот совет Антонио Коста, председателката на Европскиот парламент Роберта Мецоли, како и првиот човек на Светската здравствена организација Ханс Клуге, кој напиша дека се подготвени да обезбедат медицинска и ментална здравствена поддршка за земјава. Унгарскиот премиер Виктор Орбан изразил сочувство до премиерот Мицковски за трагичната несреќа во Кочани. Сочувство пристигна и од председателот на Украина Зеленски, како и од целокупното државно раководство во Украина. Украина ја споделува тагата со нашите македонски пријатели на овој тажен ден, напиша Зеленски. Од регионот, од сите лидери пристигна сочувство за трагедијата. Грчкиот премиер Мицотакис преку платформата X изрази искрено сочувство до народот во Македонија. На повредените им посака брзо закрепнување и напиша дека се подготвени да помогнат во ова тешко време. Албанскиот претседател Бегај исто така објави дека изразува длабоко сочувство до семејствата кои ги изгубиле најблиските, а со свој пост се огласи и премиерот на Албанија Еди Рама, кој покрај сочувство потенцираше дека земјата е подготвена да понуди било каква помош доколку е потребно. Од регионот со свој постови на социјалните мрежи сочувство изразија и бугарскиот претседател Румен Радев, српскиот претседател Вучич, хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, премиерот на Словенија Роберт Голуб, премиерот на Косово Албин Курти, како и членовите на председателството на Босна и Херцеговина. Папата Франциск преку телеграма, упатена до скопскиот бискуп Киро Стојанов, изрази длабоко сочувство до семејствата на жртвите, како и својата духовна блискост со повредените. Србија вторник го прогласи Ден на жалост во Србија поради трагедијата во Кочани. На денешната владина седница председателот Вучич и министрите одржаа и минута молчење за настраданите. Molim sve prisutne da minutom ćutanja odamo poštu tragično stradalim građanima Severne Makedonije u mestu Kočan. To je tragedija neverovatnih razmera za ceo Balkan, za divnu, prijateljsku, bratsku Severnu Makedoniju. To je tragedija neverovatnih razmera za zemlju 4 puta manju nego naša sa tolikim brojem mrtvih. I VMA u Beogradu i Niški klinički centar, sve što je potrebno da stavimo na raspolaganje, sve helikoptere koje imamo, sve. I vojne, i policijske, i ono što je urađeno i dodatno da se uradi. Zlatibore, sve kapacitete zdravstvene što imamo da stavimo na raspolaganje Severnoj Makedoniji i sve drugo što je potrebno, dakle i od Ministarstva unutrašnjih poslova, sve dozvole da Ministarstvo spoljnih poslova istog sekunda završi, da niko ne čeka ni jednog jedinog sekunda na bilo šta, dakle svako iz svoje sfere da uradi sve što je moguće da narodu, ljudima i povređenima u Severnoj Makedoniji pomognemo. Веста за ужасната несреќа одекна во сите светски медиуми. Во продолжение е дел од извештаите. It's not very usual to hear about these sorts of incidents at nightlife venues in North Macedonia. This is truly horrendous and it'll be awfully shocking for people in that country. And it just seems to have spread so quickly, Guy. We hear that there was, footage of sparks on the stage, and those sparks turned into a fire which got hold of the nightclub so quickly.
news. At least 51 people have died after a fire broke out at a nightclub in North Macedonia. Yeah, this is a major fire and a major tragedy that's happened in North Macedonia. What we know is it happened at around 2:35 local time. Tragedie în Macedonia de Nord, cel puțin 50 de oameni au murit și alte 10 au fost rănite într-un incendiu care a izbucnit într-un club de noapte. Incidentul s-a produs într-un oraș aflat la 100 de kilometri distanță de capitala Skopje. Ja, und wir starten mit dieser Eilmeldung. Bei einem Brand in einer Diskothek in Nordmazedonien sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden während des Konzerts einer bekannten Band aus. Au moins 51 morts et plus d'une centaine de blessés dans l'incendie d'une boîte de nuit en Macédoine du Nord. Et puis aussi, il faut dire que le bâtiment était un ancien entrepôt réaménagé avec une autorisation temporaire d'exploitation, autorisation valable seulement jusqu'à la fin de ce mois. Македонија се уште живее во шок од денешната трагедија во дискотеката во Кочани, во која што загина 59 лица, над 150 се повредени. Во трагедијата околу 20 на најтешко повредени, односно предмалку и премиерот Мицкоски кажа дека околу 47 од оние потешко повредени кои што беа згрижени тука во болниците во Македонија веќе се пренесени на лекување во соседството, односно во Бугарија, во Грција и во Турција, дел од нив со амбулантни возила, дел и со авионски транспорт. Во моментот на трагедијата беше кажано дека во дискотеката имало околу 500 луѓе, а биле продадени околу 250 карти. Повеќето од гостите, како што беше кажано до овој момент, загинале во стампедо. За трагедијата досега осомничени се 20 лица, со околу 15 од овие 20 осомничени веќе се извршени и разговори во полиција и веќе се отфрлени сите оние сомнежи дека некои од оние лица кои што беа осомничени за трагедијата и по кои што беше распишана и потерница, дека не се достапни на властите. Тоа е веќе поништено и се знае дека сите се веќе обезбедени во истрагата. Во Кочани се уште е колегата Михајло Видимлиски. Во претходното вклучување, Михајло, информиравме за известни негодувања од родителите на настраданите, кои што оформија еден вид жив штит пред болницата и не се согласуваа со тоа телата на настраданите да бидат пренесени тука во Скопје во судска медицина. Каква е сега ситуацијата? Дали се уште има гужва пред болницата? Порче, пред градската болница во Кочани се уште имаше гужва во моментот кога ние бевме таму, тоа е негде пред околу 20 на минути. Меѓутоа беше подсмирена состојбата со оглед на тоа што предходно очигледен беше револтот кај семејствата и роднините на загинатите во пожарот во дискотеката, кои што сака да ги подигнат телата на своите најблиски. Меѓутоа, според прописите, телата треба да бидат предадени на обдукција во Скопје со цел да се комплетира целиот овој кривично правен настан. Големо полициско обезбедување имаше таму. Борчеве се префрливме, овде сме пред судот во Кочани, односно пред обвинителството, во иста зграда се судот и обвинителството, каде што и предходно државниот обвинител Коцевски даде изјава. Се очекува, негде предходно беше најавено околу 19 часот дека ќе даде изјава. Последната информација што ја добивме од обвинителството е дека во 19:45 државниот обвинител Љупчо Коцевски повторно ќе даде изјава околу тоа што е преземено од страна на обвинителството за целосно расчистување на овој случај. Предходно беше информирано дека 6 мина обвинители постапуваат во овој предмет од Кочани, од Штипи, од Скопје и дека се издадени повеќе наредби и за вештачења, се прибира документација и дека ќе има темелна и брза истрага за целиот случај. Ние остануваме ваму секако во очекување на новата изјава на државниот обвинител Коцевски, закажана за во 19:45. Ти благодарам, Михајло. Тука, почитувани, го заокружуваме овој преглед на вестите. Очекувајте директно вклучување од пресконференцијата на јавното обвинителство 19 часот и 45 минути.